Но трендот е загрижувачки. Затоа што ни се празни државата. Значи ни бегаат младите, од ден на ден ние имаме се помалку активно работно население, а уште помалку квалитетно население или квалитетна работна сила. Има огромна асиметрија на пазарот на трудот. Ние немаме капацитет за реализација поголеми износи на капитални расходи и капитални инвестиции. Академик Беџети, оправдани се барањата за зголемување на минималната плата? Па може да бидат оправдани, зависи од која гледна точка ги гледате. Дали може би треба да се размислува за валутен борд? Не. Околу 448.000 граѓани во оваа држава биле и сториле некаква форма на коруптивно дело во претходната година. Ние доаѓаме до стапка на ефикасност и ефективност на институциите од 0,016%. Тоа ни го покажува поразот на системот во кој што живееме и спремноста на институциите ревносно да се борат со корупцијата. Вториот албум го издадов со транскрипции за пијано на наши популарни композиции од периодот на 60-тите години па се до раните 2000-ти. На прагот сме од нова финансиско-економска година. Дефицит од 10% од вредноста на проектираниот буџет од 6,7 милијарди евра. Следува отплата од над 1 милијарда доспеан долг од поранешните обврзници. Јавен долг од 9,4 милијарди, што е близу до 50% од бруто општественото производство. Во ова последно издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа година соговорник ќе биде академик Абдулменап Беџети, кој е начело на Фискалниот совет. Академик Беџети, ја завршуваме годината. Од финансиско-економски аспект, може ли да бидеме спокојни или треба да имаме загриженост од аспект на проектираната проекција за крајот како ја завршуваме и што не очекува 2026 година? Прво мала корекција. Ако мислите, дефицитот спомнавте 10%, мислите недостигната реализација од тековната буџетска година, може би ќе биде 10% испод, меѓутоа тоа не е дефицит. Тоа е помала реализација во приходната страна на буџетот, истовремено толку е и од расходната страна. Така да дефицитот останува во рамките како што бил и предвиден и покрај тоа што динамиката на остварениот дефицит во 25-та е уште помала, што значи дека кумулативно најверојатно и јавниот долг ќе биде во пониско ниво при крајот на годината која ќе се заврши. Инаку, до 22 до пред 3 дена, според фискалниот бројач, објавен во вебсајтот на Министерството за финансии, реализацијата беше постигнато на 90% приходната страна и на 89,9% расходната страна. Значи, сепак тој сооднос се одржува, а потфрлувањето е значително. Мислам дека еден месец потфрлување, бидејќи и месечно треба идеално да наплатуваме 8,33%, ова најверојатно ќе биде еден месец што се вика внатре, недостигнато наплата на буџетот во 2025 година. И најверојатно, поради ова и поради други околности, проекциите за идната буџетска година, тоест фискалната година 26 е доста умерена направена, затоа што дури растот е предвиден на приходната страна само 3,5%, а расходната страна 2,5%, односно 3,6% од 2,5%, што е многу пониско од дури реалниот раст во идната година, кој што е проектиран, како што знаете, 3,8%. Од тука произлегува дека изучена лекцијата во однос на капацитетот, фискалниот капацитет во 25 година, најверојатно е постигнат плафонот и поради тоа многу поумерено се проекциите во 2026 година. Дали натаму ќе се одржува линеарното зголемување на пензиите без оглед колку се издвојува од платите? Се сеќам дека пред одреден период Фискалниот совет сугерираше, предлагаше зголемување на старосната
граница. До кога државата ќе мора да издвојува, да трансферира пари во ПИОМ, за тој да биде одржлив? Оваа година стигнавме до околу милиарда евра трансфер од централниот буџет до фондот за ПИОМ заради исплата на време на пензиите, кое што е резултат на линеарното зголемување на пензиите досега. Не би требало да продолжи линеарното зголемување, би требало да се врати во системското зголемување, така наречено индексирање, како што е регулирано во законите. Инаку, ако продолжува линеарното зголемување, прво е тоа нема да биде више понатака доста праведно и правилно, но истовремено не е засновано на придонес. Значи, бидејќи поединец секој си плаќа во однос на остварените приходи, во основа на остварената плата. Така да во таа логика би требало да престане линеарното зголемување понатака, но сепак тоа е одлука на влада. Фискалниот совет нема никаква Вие ја сугериравте ингеренција. идејата за поместување на старосната граница. Дали тоа е решението? Ние два вида на предлози дадовме тогаш. Едното беше постепено зголемување на старосната граница и тоа клизаво, можеби 3 месеци за една година, па во текот на 4 години една година. Тоа е идејата беше наша, а не одеднаш да се зголеми на 2 или 3 години соодветно. Впрочем, така прават и сите земји членки на Европска Унија. Второ, беше укажано да се нивелира, односно да се ревидира и нагорно ревидирање на стапката за придонес за пензиско инвалидско осигурување. А ние во минатото знаеме дека сме имале стапка дури и до 21,5%, во однос на сегашната која е 18,5%. Така сме дури 3% испод тоа што сме биле порано во тој дел. Академик Беџети, дали се реални стравувањата, предупредувањата и од опозицијата и на дел од вашите колеги економисти дека државната каса не е празна, буџетот станува дупка без дно? Не се реални, мислам, стравувањата до таа мера, затоа што ние веќе 1-2 години влегуваме полека во фискална консолидација. Ако се сеќате, ние бевме на ниво на јавен долг, онака според дефинициите, нормативните дефиниции на законот, без пресметување на заостанатите обврски во него, бевме некаде 62,4%, за да сега сме испод 60%. Така да нема простор за таков страф и такво предвидување. Факт е дека пензискиот фонд е огромен терет, факт е дека тој не е одржлив и дека трендот е влошувачки. Затоа што ако гледаме односот помеѓу вработени и пензионери, сега некаде се движи 1 наспроти 1,7. Тоа значи 1,7 вработен кон 1 пензионер. А тоа недостижно е за да може да се исплати таа пензија. Ние сме имале дури 1:3,5 во почетокот на транзицијата, но барем треба да биде полека постигнато на 1:2, за да може фондот да оди кон консолидација. Втор момент е дека од по една година, од 27 година, ќе почне дел да се сервисираат пензиите и да се исплатуваат и од вториот столб, што полека ќе почне да го, да речам, растерети малку теретот на буџетот за трансферите. Инаку, само ова година растот и потребата за пренесување, трансфери дополнително е 200 милиони евра плюс во однос на лани. Значи, 26-та ќе треба да се трансферира 200 милиони евра повеќе во однос на 25-та, за да се задржува ова динамика на исплата на пензиите. И ова е резултат на тоа покачување кое што беше направено 2 пати по 2500 денари, за кое ние направивме и фискален импакт, пресметка на фискалните импликации. Укажавме на време
И тоа е улогата, односно тоа е, да речем, одговорноста на фискалниот совет, ништо друго. 2025 година ја завршуваме со пат во реализацијата на капиталните инвестиции. Капитални инвестиции за 2026 се намалуваат, значи за идната година, но има и искористеноста на буџетот од 2025 е драстично намален на 52, помеѓу 52 и 54%. Дали ова се преамбициозни проекции во овој дел? Прво, реализацијата на капиталните расходи до 31 октомври 2025 година е точно на ниво од околу 55%. Меѓутоа, ако одиме до последен момент, до 22, како што се рефериравме на 22 декември, таа е 60%, што е далеко од очекуваното и оптималното во однос на тоа. Покажува дека ние немаме капацитет за реализација поголеми износи на капитални расходи и капитални инвестиции. Од тука, добро е што ова година, затоа што ова беше и препорака минатата година во мислењето што Фискалниот совет го даде до Комисијата за финансирање и буџет, односно и до владата, за да не проектираме високо ниво на капитални расходи и потоа ниска реализација и првиот ребаланс тамо да кратиме. И тоа стана више пракса, лоша практика, бидејќи највише тамо се кратеше, што и нормално мора да се крати затоа што нема капацитет за реализација. Слично се направи и ова година, во 25 година, бидејќи со одлуката за реалокација на буџетските средства од 5 декември, која што беше изгласана од парламентот, исто така најголем дел од реалокација се кратени и намалени капиталните расходи во корист на три корисници највише. Фондот за ПИО, повторно, пензискиот инвалидскиот фонд, фондот за здравство и за одредени за одредени капитални проекти во Министерство за транспорт, односно патна инфраструктура, патна и железничка инфраструктура. Овие беа три основни компоненти. Така да, имајќи предвид овај капацитет, добро што е пак 26 година, проекциите се на капиталните расходи се многу помали, значително помали, бидејќи тие изнесуваат некаде 3,6% од бруто домашен производ во однос на минатата година кој што бија далеко повеќе. Затоа што не е добро да проектирате тамо, да резервирате тамо одредени буџетски средства и на некој начин да не можете да ги остварувате и реализирате, затоа што се знае редовно, неколку години назад, најголемите забелешки беа на сите аналитичари, на сите тие што истражуваат во јавните финанси и фискалните политики, дека нискиот е капацитет на реализација на капиталните расходи. Никогаш тоа реално не достигна повеќе од 70%. Па беа кратени за да стигне стапка на крај 90 или 95%, откако беа кратени. И за наредната година има кусок од 650 милиони евра од буџетот, или над 650 милиони евра. Треба да се вратат 1,4 милијарди евра доспеан долг за старите евробрзници. Може ли да се обезбеди фискална рамнотежа во ситуација на постојано перманентно задолжување, а истовремено и враќање на стари долгови? Прво во однос на буџетот 25 година, каде што дефицитот беше проектиран на 4%, оваа година, односно 26 година, дефицитот е проектиран на 3,5%. Значи, постепено оди кон постепена консолидација. И тоа е добро. Не доволно, ама сепак е добро како тренд. Второ, ново нето задолжување во 26 година ќе биде плюс 400 милиони евра. Така се планираните потреби за да се финансира буџетот. Што значи дека, а тоа е некаде 2,2-2,3% од бруто домашен производ. Ако растеме над 3, или како што е предвидено да даде Господ 3,8, што јас сум скептичен, малку е преоптимистички стапката на раст, ако реалната стапка на раст е над 3,2-3,3% до година,
тогаш ќе испадне дека нето долгот се намалува како тренд. Ние треба да односите да гледаме релативно. Значи, јавниот долг се мери како процентно учество во бруто домашен производ. И сега трендот кога гледаме како е растот на динамиката. Значи, во овој случај 400 милиони ново задолжување нето, идната година другото се задолжува за да се исплати втасаните обврски кои ќе дојдат во времето, така да тоа представува 2,2-2,3% бруто домашен производ и растот најверојатно ќе биде над 3%, така да ако не се случи нешто, нели, шокови, ванредни, надворешни шокови во економијата и така натаму, тогаш е најреално дека ќе биде намален и долго за 0,7-0,8% во крајот на 26-та година. Македонија годишно плаќа половина милијарда евра само камати од задолжувањата во странство. Тоа паѓа на товар на буџетот. Може ли да издржиме во ваква преоптимистички ми делувате? Не, јас сум реалистичен. Добро. Вие ме знаете од одамна, не сега. Меѓутоа, навистина, бројките не ви се ажурирани. Ја не знам од како сте ги истрпеле, меѓутоа, еве и ова што го кажавте, значи не соодветствува со реалноста и од тука јас може би делувам оптимист. Така да, не се точни дека 400 милиони ќе плаќаме и до година 500 милиони за камата. Ова година плативме за камати 19,2 милиарди денари, што е испод 350 милиони евра. Така да, исто така до година е максимално не 500 милиони, туку може да оди максимално до 380 до 400 милиони евра за камати. Што е пак епте многу. Јас не го подценувам тоа и тоа е наведено во сите наши мислења што сме ги дали и објавени во вебсајтот на Фискалниот совет. Дека една од најризичните ставки е цената на финансирање на буџетот на државата. Затоа што цените на парите во пазарот на капитал се скапи. Нема више пари со под 2% кредити или евробондови или еврооврзница, како сакате. Така да, скапи се парите за да може така комотно да се однесуваме дека па да, има извори на финансирање, земјата е прилично добро рангирана, како што знаете, си го држи тој ранг левел како country ризик. Така да, од таа гледна точка, тоа е многу. Цена на чинење на финансирањето. Ако одиме, дури ние имаме истражување, научно истражување, може да ја најдете во вебсајтот на Фискалниот совет, каде што овие проекции сме ги направиле дури до 2034 година. Значи, наредните 10 години се проектирани колку ќе биде цената на плаќање, односно каматите, однос на долговите што државата ги има. Дали за вас... И растот е забринувачки. Дали не бројките се тие кои што ви ги кажа. Дали не мислите дека владата влегува во ризични аранжмани од 6 до 7 милиарди евра преку британските фондови за пруга кон Грција, за клинички центар? Задолжување кои веројатно не се доволно аргументирани. Предпоставувам ќе се сетите, ако не ќе ја видите претходната или последната емисија што токму ние сме имали овде, тоа беше некаде 3-4 недели од како се потпиша тој меморандум за разбирање со британската влада. И си го коментиравме овие работи и нема некои промени до ден денеска. Значи јас па ви кажувам дека тоа се само интенции, тоа се добри желби, доколку создаваме капацитет за генерирање на простор и можност за финансирање на проекти од патна и железничка инфраструктура, од медицинска инфраструктура во смисла клиники, од образование, како што се наведени тамо. И сите овие, тек тогаш тоа ќе биде повлечено, односно реализирано проектно финансирање. Но тоа е само одредена интенција, желба. Не е ништо конкретно, се уште нема некој аранжман во кој што циркулираат, еве постојано се повикуваат на тие 6 милиарди. За сега нема ништо од тоа.
Ако тоа биде, ќе биде тогаш кога ќе биде. Значи ќе треба прво проектот да биде во главен проект, документација подготвена, покажани капацитети за да може да се влезе во влечење на реализација на проектите и потоа и плаќањето. Тоест, тогаш тие се книжат, откако ќе се реализира ситуацијата, тие ќе бидат книжени како долг на државата кон британската влада, односно тоа не е чисто британска влада, тоа се извори на средства кои што се финансираат од британските банки. Доминантна банка е тамо HSBC. Академик Беџети, оправдани се барањата за зголемување на минималната плата? Па може да бидат оправдани, зависи од која гледна точка ги гледате. Ако гледате во регионот, прилично последни зголемувања беа во Албанија. Косово се уште минималната плата испод нас. Но ако споредиме тоа со продуктивноста, тешко оправдано е. Затоа што како динамиката на растот на минималната плата е далеко повисока од динамиката на растот на продуктивноста. Но во секој случај, доколку социјалните партнери се договарат за тоа биде така, но не на терет на државата, бидејќи слушам има и стопански асоциации кои бараат, нели, да дури повисоко од 500 евра да се зголеми минималната, ама под услов државата да ги плаќа една година придонесите за тоа. Мислам, тоа е нонсенс. Ние и така зборуваме колку сме во големи фискални дубиози, посебно на социјалните фондови, како пензискиот, така и здравствениот, а тие уште бара да бидат ослободени од тоа нема сенс, нема ни логика. Второ, многу од нив има стопанственици кои се жалат дека имаме високи стапки на придонеси кај нас. Освен Косово, кој што е на многу ниско, меѓутоа Косово, да не заборавиме, нема ни фонд за здравство, има траст фондот за пензиско, не е класичен фонд за пензии, кај што се плаќа 10% и 5% плаќа работодавачот, 5% плаќа работопримачот. Така да неспоредливо е, ние сме во најниска скала со терет на придонесите во државата. Дали може да ги видат тие податоци се само на еден чат GPT да прашате, ќе ги видите дека стапките наши во Западен Балкан се најниски споредбено со другите, да не се споредуваме со Хрватска, туку со Србија, со Црна Гора, со сите, ако сакате, ние сме многу по-ниска стапка. Како вие оценувате деловната клима во Македонија денес? Би рекол модерирана. Затоа што нема подобрување, на некој аспект има и влошувања. Ако читаме тоа како другите ја гледат, како што е извештајот на Европската комисија, ќе видиме дека има недоследности, дека има многу потврлувања и тоа е факт. Без разлика што споредуваат или политичарите ќе велат па да сме земја 4-та, 5-та во Европа по стапка на раст. Стапка на раст може да биде и максимална, зависи од основата. Од 1 на 2 растот е 100%. И тоа основа така е. Значи, кај сме ние за да пресметаме колку проценти? Високите стапки или модерираните стапки на раст се минато више на развиените земји. А земјите во развој сите се прилично тука. Значи, сите земји во Западен Балкан, како регион, кај што сме приближно на таа основа, стапките на раст се прилично околу 3 до 4%. Освен Србија, поради политичките проблеми што ги има потврлување на растот. Сите други држави се тука некаде, така да не знам зашто ние би се споредиле, остваривме, нели, раст по раст, сме 5-та земја во Европа, мислам дека тоа не е. Во услови кога немаме моќна опозиција и контрола врз јавните финансии, јавната потрошувачка, дали може би треба да се размислува за валутен борд? Не, мислам тоа далеко од таа состојба, би рекол дека државата е. Валутен борд треба во вонредни ситуации, доколку доаѓа до критичност состојба, не дај Боже, како што беше Грција или ПИКС земјите и така натаму. Мислам дека има државата институции кои што водат грижа за делот на, нели, ефективноста, ефикасноста на јавната потрошувачка, на потрошувачката на јавните пари. Од една страна е Државниот завод за ревизија, од друга страна сега еве и Фискалниот совет врши некое надгледување
и дава извештаи на секои 3 месеци. Така да тоа не е наша задача. Ние ги следиме во голема длабочина состојбите со фискалните трендови и тенденции. Чак деновиве разгледавме многу, би рекол, релации во телот каде е потребно да се прават ревидирања во на законите за даночните закони, посебно на законот за ДДВ. Знаете, според проценките што ги правеле надлежните институции, пак велам Светска банка, направи една студија каде што цената, односно тие велат цената за ДДВ, трошоците за ДДВ е релативно многу висока. Таа оди околу 4% до 4,5% од бруто домашен производ. Знаете што значи тоа? 650-700 милиони евра годишно ние имаме, а тоа подразбира даночни ослободувања, кои што се условни ослободувања. Не е тие што се безусловни. Тоа што е безусловно е во законот чисто. Условните ослободувања се на некој начин лавиринти и канали, и дупки, каде што се злоупотребуваат и доаѓа до голема стапка на неформална економија. И тоа е пресметано од веродостојна анализа и научни истражување. Истото ние разгледуваме тоа. Каде се тие дупки? Односно, каде е тој простор каде што трошоците на даноците се толку високо оценети од Светска банка. Значи, има простор за консолидација. Второ, ако гледаме периоди, ние само јас лично, заедно со една моја докторантка, пред 3-4 дена го објавивме трудот, кој што е објавен во реномиран европски журнал, така наречен Journal for Government and Economics, во кое што анализиравме сите земји на Западен Балкан за колку создавале простор во делот, фискален простор во делот на консолидација на јавните расходи. Ние сме на дното во земјите на Западен Балкан. Само 0,3% според економетриска анализа сме создавале простор кај делот на јавните расходи во период на од кога и велиме консолидации. Значи цело време консолидации, највисоко има создадена Србија тука, потоа делимично и Албанија. Значи тие стоат најдобро со делот на консолидираните периоди на фискалните параметри и индикатори. Ние со Косово сме на дното од 6 земји на Западен Балкан. Така да ние правиме и научни, постојано научни анализи, врз основа на кои ги правиме овие согледувања, мислења и извештаи. Академик Абдулмена Беџети, гостин во емисијата Тренинг, последно издание за ова 2025 година. Академик Беџети е дел од тричлениот фискален совет, председател. Академик Беџети, при крајот неколку политички теми. Во последниот извештај на Брисел за напредокот, Македонија стагнира. Зошто како земја лидер пред 10 години се случуваме сите да не одминуваат? Познато е, општо познато е зашто ние стагнираме заради блокада од Европска Унија по однос на теми од политички корпус. Јас спомнав пред малку, ние имаме големи недостатоци во делот на структурните реформи, во делот на функционирање на институциите и така натака и така натака. Сето тоа е тоа што ни е домашна задача нас. Станало некој каос на институциите, дуплирани надлежности се уште, додека не се исчистиле промените во претhodните закони, се додаваат нови институции и така на некој начин уште повеќе конфузија се создава, се влегува во една голема дебата на влегување во делот на колку и чини правната држава на Македонија и тука се тужакаме дека мали се платите или високи се платите и слично. Например, парадокс е да обвинителство има повисоки плати од судството. Еве, кај нас е просечната плата во обвинителството е повисока од судството. А судот е тој што го носи конечната одлука за било која иницијатива на обвинителство. Значи има многу нелогичности внатре, тоа не е домашна наша задача. Другото е, се разбира, надворешни
фактори кои што влијаат, а во случајот вие знаете кај е блокадата и тука мислам дека нема потреба јас да коментирам ништо дополнително. Сметате дека може долгорочно да се возиме на тоа дека Бугарија не е виновна за застојот? Не може тоа едноставно да се прикаже виновноста. Мислам дека секој треба да си оземе делот од таа вина. Не можеме ние целосно да се амнестираме ако остануваме со скрштени раце. Че не бевме и во НАТО денеска да беше така. Значи ние бевме блокирани и тамо и мислам дека тука се запечати барем сигурносниот аспект на државата, така да во секој случај меѓутоа сепак се тоа тешки, сензитивни политички одлуки кои што треба да размислуваат и ги носат тие што имаат мандат за тоа. Ние може да коментираме, ние лесно како аналитичар ја би можел се да коментирам. Меѓутоа јас не излегувам на избори да барам после гласови. Значи тие што го добиваат мандатот, си одобиваат и правото да ги водат тие политики. Ќе одат пак на прегласување, ќе се враќат пак и гласачите, тие ќе ценат самите. Но трендот е загрижувачки. Затоа што ни се празни државата. Значи ни бегаат младите, од ден на ден ние имаме се помалку активно работно население, а уште помалку квалитетно население или квалитетна работна сила. Има огромна асиметрија на пазарот на трудот, каде што од една страна компаниите, односно работодавачите бараат работници квалификувани, а од друга страна нудиме неквалификувани, непродуктивни, неспремни, што би рекол, нудиме доброволна невработеност. Тие што не сакат да работат или не знаат. А ако се двете, уште полошо. Инаку ако се сака и ќе се научи, ќе се тренира и така натаму, така да не е катастрофална состојбата во пазарот на трудот. А сите извештаи глобални институции се повикуваат на тоа. Отворите ги, како сакате, најрелевантни институции, ќе велат Sustainable Labor Market, Skilled Jobs. Овие се потребите на економијата на секаде, а посебно и кај нас. Што едно друго нормално ни бегаат најспособните, ни бегаат најдобрите, ќе заминат затоа што заминуваат за подобра кариера, за подобра плата и за по-безбеден живот. Не е само економско, финансиско, материјалната состојба луѓето што ни бегаат. Нажалост, добар дел од причините се од кластерот на неекономските фактори. Академик Беџети, ви посакувам добро здравје, среќа и исполнета 2026 година. Благодарам и на вас за можноста да поразговараме многу отворено и искрено и од време на време да се видиме секој пат со вас, кој што еве давате огромен придонес во однос на информирање на јавноста однос на овие прашања. Секој добро. Хвала. Академик Абдулменав Беџети, претседател на Фискалниот совет. Песимизмот е реално константно висок низ мерењата наназад, низ годините наназад. Но имајќи го во предвид песимизмот сега оваа година, во 2025, споредено со останатите параметри, како што е подложноста, сторената корупција, прифатливоста на корупцијата, ни дава уште поголем сигнал дека граѓаните стануваат се повеќе апатични и не веруваат дека декларативните заложби за борба против корупција реално некој ќе може да ги спроведе. Корупцијата е систем на владење. Секоја влада има своји пулени, бизнисмени, суди, адвокати и се разбира банкари. Како против оваа мрежа на поединци, фирми и експоненти на власта да се стави крај? По се изгледа во Македонија има изградено систем на сврзани лабиринти за мафијата. Големи набавки без никаква контрола, владата не е транспарентна. Например, од кого и по која цена набавува локомотиви или кој како ги набилдал новите долгови во општините. Зошто по ревизорските извештаи обвинителството глуми лудило? Нема постапки или истраги. Герман Филков од граѓанскиот сектор зборува дека во 2023 година преку јавни набавки се испумпани повеќе од 1,5 милијарди евра. Коруптивниот притисок расте, а јавниот отпор слабе е генералната оценка
на МЦМС во извештајот за проценка на корупцијата во 2025. Во извештајот се наведува дека 36,7% од граѓаните биле изложени на коруптивен притисок, а 30,6% биле вклучени во корупција. За жал, извештајот за проценка на корупцијата за 2025 година ни покажува едни поразителни податоци за состојбата кај граѓаните со борбата против корупцијата. Односно, тоа што и самиот вие го кажавте, 36,7% од граѓаните и биле под притисок да сторат некакво коруптивно дело, а 30,7% го сториле истото. Во превод, околу 448.000 граѓани во оваа држава биле и сториле некаква форма на коруптивно дело во претходната година. Можеме да дискутираме и да претпоставиме за каков тип на коруптивни дела станува збор, кога станува збор за граѓаните, дали се од понисок или од повисок степен на корупција, но сепак тоа ни ја покажува сликата дека граѓаните со цел да си ги завршат работите во институциите кои што по редовен пат треба да ги завршуваат на едноставен и брз начин, поради немањето можности се користи она народски кажано фаќање врски и сторување на некаква корупција се со цел да можат тековните животни активности да си ги продолжат. Ова е поразувачко, особено ако го споредиме со претходниот извештај од 2023 година, каде што се гледа драстично покачување на индексот за пред 5% поени, односно за само 2 години е тој индекс покачен за толкав процент, односно 5% поени. Дополнително, кога оваа бројка на лица кои што на некој начин биле склучени во корупција во претходната година, ќе ја споредиме со бројката која што ја прибираме за лица кои што биле осудени за злоупотреба на службена должност или подкуп, која што во 2024 година е само 73 лица, ние доаѓаме до стапка на ефикасност и ефективност на институциите од 0,016%. Тоа ни го покажува поразот на системот во кој што живееме и спремноста на институциите ревносно да се борат со корупцијата. Камиловска, подложноста на највисоко ниво во последната деценија, 45% би дале или би примиле подкуп во одредени околности. А песимизмот останува висок, речиси 80% очекуваат коруптивниот притисок да продолжи и во наредниот период. Дали корупцијата стана начин на функционирање? Начин на функционирање или уште повеќе можеме да кажеме дека е едно културолошко прашање. Луѓето се спремни да го сторат тоа, токму од причина што знаат дека единствениот начин на кој што може да се справат со секојдневниот живење и обслужување на нивните работи пред надлежните институции, и токму тие причини ги гледаме овие бројки. Песимизмот е реално константно висок низ мерењата наназад, низ годините наназад. Но имајќи го во предвид песимизмот сега оваа година во 2025, споредено со останатите параметри како што е подложноста, сторената корупција, прифатливоста на корупцијата, ни дава уште поголем сигнал дека граѓаните стануваат се повеќе апатични и не веруваат дека декларативните заложби за борба против корупција реално некој ќе може да ги спроведе. Судиите и обвинителите се перципираат како најкорумпирани професии, а судовите и обвинителството се оценети како институции со најраспространената корупција. Дали ова е резултат и на ниската доверба? Треба да имаме во предвид дека извештајот за проценка на корупцијата мери по 3 параметри, затоа не станува збор исклучиво за перцепција, туку имаме перцепција, искуство и ставови за корупцијата од страна на граѓаните. Конкретно овие прашања, кога станува збор за одредени дејности или за одредени служби, пред се базираат на перцепциите на граѓаните за одредени состојби, за одредени форми на делување во општеството. Традиционално судовите, јавното обвинителство се високо на скалилото на перцепирани за најкоруптивни професии во државата, правосудните да кажеме функции. И посекако дека во перцепцијата на граѓаните
влегува и тоа што се прима од јавноста, односно ниската доверба која што се констатира во истите овие органи и тела и дополнително секојдневното јавно, да кажеме, прозивање на овие органи за нивниот начин на работа. Тие секаков делуваат и на перцепцијата на граѓаните за нивниот степен на корумпираност, затоа што не дека сите оние граѓани кои што кажале дека биле под некакво коруптивно дело во претходната година, биле директно вклучени и во правосудните органи, односно биле вклучени во некакво правосудно коруптивно дело. Од тие причини влијае на перцепцијата на граѓаните посекако и целокупната јавна слика за самите институции. Снежана Камиловска, гостинка во тренинг. Министри, директори, полицајци нема да одговараат за корупција со новите измени на кривичниот законник. Дали со новиот кривичен законник може да се врати довербата во судството? Дали власта на овој начин, со овие измени што се најавуваат, всушност ја зациментира неказнивоста во справувањето со корупцијата? Ова е доста специфично прашање и веднаш по моментот на излегување на самите измени на кривичниот законник од страна на предлог на пратениците, платформата на граѓански организации за борба против корупција испрати своја реакција до јавноста, со која што повторно побара да не се доведуваме во ситуација да носиме измени на брза трака, кои што на долг рок нема да ни обезбедат квалитетно и суштинско решение. Зошто го побаравме ова? Од причина што повторно се доведуваме во ситуација примање на активна работна група која што работи на кривичниот законник, на новиот кривичен законник. Ние преку група пратеници, како што беше и во 2023 година, да се дадат предлози за измени на самиот овој закон, кои што пред се не се консултирани со пошироката јавност и од тие причини не се земени во предвид сите забелешки кои што пошироката јавност, експертската јавност ги имаше за самите измени кои што се донесоа во 2023 година. Обвинителката Ленче Ристовска реагира, вели дека предложените измени со предложените измени се амнестираат министри, директори, полицајци и други службени лица, особено преку бришењето на одговорноста за несовесно работење во службата член 353. Законодавецот нуди селективно санкционирање, претежно ограничено на јавните набавки, со што сите други подеднакво штетни злоупотреби практично се легализираат. Уште поалармантно е стеснувањето на поимот корист кај злоупотреба на службена должност во членот 353. 353 е основниот член за кој што имаше, ако се сеќавате, и во големи и во претходниот круг на измени беа предмет на измена токму овој член кој што ја направи таа правна празнина за едноставно сите дела на некој начин поврзани со корупција да не може да се гонат и сега ја гледаме повторно измената на тој истиот член, каде што под закрила дека сакаме да го вратиме старото решение, се предлагаат овие измени, но не е враќање на старото решение. Особено делот стеснување на поимот корист може да направи голема штета. Со сегашниот предлог се оди на имотна корист, кој што е многу потесен поим од оној поширок корист, со што можат пошироки облици на злоупотреби да бидат опфатени. Имотната корист пред се фокусира на јавните набавки, но сета онаа друга корист која што може да биде направена во текот на мандатот на определено избрано именувано лице, со овој член се стеснува, односно се оневозможува. Дополнително, ние се фокусираме на членот 353 и измените кои што не само ние и меѓународна заедница бараше да се вратат старите измени, старите одредби од законот, но со овие предлози се прави и една измени во делот на проширена конфискација, која што доколку се погледнат измените кои што сега се предлагаат, проширената конфискација упатува на некој начин не на кривична конфискација, туку повеќе на конфискација во граѓанска постапка. Зашто веќе не имаме закон за конфискација на имот во граѓанска постапка. Така да треба по-сеопфатен пристап и токму затоа основата е тука тој широк консензус, една широка дебата
пред да преминеме кон повторна измена на кривичниот законник како основна материја за понатаму за репресивните елементи за борбата против корупцијата. Дали во желбата, во инсистирањето да се донесе нов изменет кривичен законник, всушност повторно ќе се вратиме на старите навики или на старите пропусти кои произлегоа и од претходниот кривичен законник, одредени високи функционери да бидат поштедени од кривична одговорност. Доколку се задржиме на сегашниот предлог и на тоа решение, можно е да очекуваме во иднина дека одредени дела нема да бидат предмет на кривично гонење. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Ние колку и да сакаме или да не сакаме да избегаме од нашите гени и нашата историја, да речам, како нација, ние не можеме да избегаме од нашиот фолклор и многу ми е драго што се почесто луѓето, професионалните музичари почнаа да го користат во својот опус. И се разбира, нашата фолклорна музика е многу податна за реаранжирање и транскрипции и така натаму. И мислам дека се уште не сме го откриле целосното наше богатство кое што го имаме во фолклорната музика. Македонските естрадни првенци со солистички настапи, домашен фолк и забавни акорди. Убав одговор и мотивација кон публиката која ги исцрпи бламирањата на Аца Лукас и на Цеца. Публика од сладокуци уживаат во солистичките настапи на генерацијата што доаѓа. По Симон Трпчевски и дуото Дурловски. Празниците донесоа и класика. Гостин во ова издание на Тренинг, Бобан Мирковски. Добре дојдете во емисијата. Благодарам за поканата. Вие сте професор на факултет. На средното. На почеток. Дали препознавате кај младата генерација успешни, талентирани пианисти? Да, за среќа, ние како нација, можем да речем, сме навистина многу талентирани и децата кои што доаѓаат покажуваат навистина голем интерес и тоа многу ме радува. Со сите предизвици кои што си ги носи самата професија, не зборувам само овдека на Балканот, зборувам генерално во светски рамки. Меѓутоа гледам дека има голем ентузијазам и тоа многу ме радува и се надевам дека така ќе продолжи. Обично пред Нова година фолк звездите се прашуваат каде ќе пеат. Емисијата Тренинг се снима во Александар Палас, во холот имаме пијано. Дали вие лично би имале јавен настап на отворено? Да, многу често сум настапувал на отворено. Тоа е обично летно време кога е времето поубаво. Јас сум настапувал лично неколку пати, особено во Охрид, во рамките на Охридско лето, на сцената на Долни Сарај. Тоа е една прекратна сцена, меѓутоа сепак зборуваме за различен стил и правец на музика кој што ние, ајде да речам, класичните пианисти го негуваме. Па и тоа е некако многу различно од она што вие претходно го наведовте за оние останати естрадни звезди и така натаму. Зошто во Македонија доминира најчесто фолкот, српската музика, а не домашната македонска музика, класиците? Тоа е долгогодишен наш проблем. Не можам конкретно да дадам одговор на тоа зошто е така, меѓутоа гледам дека ние сме некако години наназад склони кон тоа да примаме нешто што доаѓа од странство кое што е некаков гарант дека тоа е успешно, со што јас лично воопшто не се согласувам, бидејќи навистина, особено кога станува збор за музиката, па и сите други уметности, нашата држава изобилува со екстремен квалитет и нашата фолклорна музика, народната, така наречена, и класичната музика, па и популарната музика која што е автентична, која што ја имаме
задржано од периодот на големиот Драган Геконовски Шпато па наваму со сите останати негови наследници. Така што конкретен одговор на тоа прашање не можам да ви дадам, меѓутоа се надевам дека сме на добар пат да го сватиме она што го имаме ние како квалитет и како културно наследство, за да можеме да го цениме доволно, па и да го надградуваме во иднина. Мирковски, вие припаѓате на младата генерација пианисти, семејниот стебло е музичко, татко Мирковски, композитор и диригент, мајка музиколог, познатиот Карагуле е дел од вашата семејна лоза. Роднинска врска имате со Дамир и Мери. Кој ве зарази со класичната музика? Тоа е многу интересно, да речам. Кога бев мал, јас прво нешто што сакав да правам во животот е да се занимавам со музика. И кога го гледав татко ми дома како компонира на неговиот синтесајзер, кај него во танцовиот оркестар на МРТ, одев многу често, многу сакав да ме носи кај него на работа, таму научив и ноти уште пред да почнам со моето образование. И некако кога започнав со моето основно музичко образование, кога се запознав со самиот инструмент, јас дојдов дома и на татко ми му реков јас ќе бидам пианист, не музичар, туку пианист. И некако така се заљубив во самиот инструмент уште пред да почнам, да речам, професионално да се занимавам со самиот инструмент. И таа љубов остана. Која беше првата реакција на вашите родители кога им соопштивте дека сакате да бидете пианист? Уф, немој синко, или им годеше? Да, па татко ми кој што е музичар, нели рековте, беше на пола, да речам. Од една страна му беше многу драго дека јас ќе наследам неговиот ген, да речам, и така натаму, меѓутоа од друга страна, знаејќи колку е тешко да се бави човек со уметност, особено со музика, некако не му беше сеедно, меѓутоа брзо го прифати и мислам дека е среќен што јас сум среќен со мојата работа. Вашиот прв професор е Симон Трпчевски. Во својот проект Македонисимо на отворено го свиреше. Колку за еден класичар, па и душкото е предизвик за транскрипции на македонското народно наследство во класични обработки? Апсолутно, тоа е навистина голем предизвик и многу ми е драго за мојот професор Трпчевски дека направи таков албум. Ние колку и да сакаме или да не сакаме да избегаме од нашите гени и нашата историја, да речам, како нација, ние не можеме да избегаме од нашиот фолклор и многу ми е драго што се почесто луѓето, професионалните музичари почнаа да го користат во својот опус. И се разбира, нашата фолклорна музика е многу податна за реаранжирање и транскрипции и така натаму. И мислам дека се уште не сме го откриле целосното наше богатство кое што го имаме во фолклорната музика, така што се надевам дека се повеќе и повеќе ќе откриваме какво всушност богатство имаме ние и ќе го развиваме и понатаму. Мирковски, во изминативе 2,5 години издадовте 2 албума. Кој слуша денес класична музика и што е за вас убава музика? Да, многу убаво прашање, заради тоа што јас музиката не сакам да ја делам на класична, романтична или поп музика и така натаму. Јас се делам музиката токму на убава, на квалитетна и на неквалитетна. Мојот прв албум е со таа, да речам, класична програма, каде што имам отсвирано 4 скирца Шопен и сонатата од Арам Хачатурјан. Меѓутоа, вториот албум, во насока на оно што го зборувавме претходно околу нашата музика, вториот албум го издадов со транскрипции за пијано на наши популарни композиции од периодот на 60-тите години па се до раните 2000-ти. Тука се на тој албум застапени, да речам, не сите нормално, бидејќи не може да ги сместам сите, меѓутоа повеќето наши безвременски автори. Тука се маестро Кире Костов, Александар Джамбазов, Славе Димитров и така натаму, Владко Стефановски, еден од најголемите наши гитаристи воопшто. Така што сите автори во тој албум ја дадоа поддршката за тоа целото. Јас сум многу среќен што го издадов тој албум. Двата албуми се во издание на Баги Комуникации со кои што работам подолго време. И можам да кажам дека
и првиот и вториот албум во денешно време брзо во кое што живееме, гледам дека добро котираат помеѓу публиката. Многу често добивам коментари и за првиот и за вториот албум дека на некој им се допаднал со некакви одредени критики и така натаму, што ми кажува дека луѓето слушаат се уште музика. Кој е ваш идол од поновата генерација на светски пианисти? Кладеман, Ланг? Па, од помладата генерација не можам да кажам еден да издвојам, меѓутоа јас сум растен со веројатно и тука се роди таа љубов кон самиот инструмент. Тука е безвременската Марта Аргерич, Иво Погорелич, Ашкенази, Плетњов, кој што сега имав прилика конечно да го видам во живо летос кога свиреше на Охридско лето и многу ми е драго дека за прв пат во животот го слушнав во живо. Така што од помладата генерација веројатно Ланг е еден од да речем најактуелните и најголеми најголеми имиња во ова време, меѓутоа јас сепак се уште некако сум за оние постарите пианисти. Ќе го завршиме разговорот како што и го почнавте. Велите има талентирани млади, но она што ве загрижува е што многу лесно или прават преквалификација или перспективата ја бараат надвор од државата. Да, тоа е за жал мислам дека и светски тренд. Дали луѓето некако се презаситија со уметноста, дали времето во кое што живееме едноставно е толку многу брзо што не гледаат иднина во уметноста генерално и некако мислам дека тука се создаде една слика дека уметноста, особено музиката, е безперспективна и многу често децата знаат до одредено ниво да стигнат и да се откажат трагајќи по некакви поголеми шанси и во светот, па и тука во други професии, во бизнис и така натаму, трагајќи по веројатно финансии и така натаму, меѓутоа мислам дека треба да им ја вратиме вербата во уметноста, заради тоа што уметноста е можеби највисокиот ранг на професии кој што треба да го чуваме и кој што треба да го негуваме и се надевам само дека ќе имаме се повеќе и повеќе уметници бидејќи сме многу талентирани како што веќе кажа. Дали доволно се инвестира во културата или културата ни е на маргините? Па и тоа. Од една страна културата живее, од друга страна мене ми е сето тоа јасно, живееме во такво време како што живееме и културата е некако станата секундарна, бидејќи културата е нели на последното место, да кажам, прво е нели преживувањето и така натаму и некако луѓето имаат се помалку време, се помалку средства да одвојат за културата. Меѓутоа пак ќе кажам, на добар пат сме и мислам дека ќе растеме се повеќе и повеќе и дека културата ќе се издигне на нивото на кое што заслужува. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Како што генеративната вештачка интелигенција продолжува да ги трансформира индустриите и да го редефинира начинот на кој работиме, AI агентите се појавуваат како моќни алатки кои можат да автоматизираат задачи, да го подобрат донесувањето одлуки и да отклучат нови нивоа на продуктивност во компанијата. Сега, што се агенти? Агентите се специализирани програми, софтвер, кои користат вештачка интелигенција за автоматизација и извршување на некои деловни процеси. Нивна главна цел е да им помагаат на луѓето, вработените, да действуваат во нивно име. Тоа значи дека агентот може да работи заедно со поединец, тим или пак целата организација да изврши задачи кои инаку би барале рачна работа. Крајната цел е да се подобри ефикасноста и да стасаме до момент на едно попаметно донесување на одлуки.
Агентите не се сите исти, тие значително се разликуваат по комплексноста и способностите, и оваа разлика може да се разбере како спектар што се движи од едноставни агенти до високо напредни автономни системи. И тука генерално агентите ги класифицираме во три категории. Првите се оние агенти за пребарување, наедноставни агенти, дизајнирани се главно да пронајдат и да прикажат информации, не вршат сложено резонирање или донесување на одлуки. Идејата е да брзо и ефикасно ни ги представат податоците од кои што имаме потреба. Нивната вредност секако лежи во брзината и точноста при задачите за пребарување на информации во компанијата. Вториот тип на агенти се така наречени task агенти или агенти за задачи. Овие се на повисоко ниво на комплексност во компарација со оние агенти за пребарување, и тие не само што можат да пребаруваат информации, туку можат и да извршуваат конкретни задачи или работни процеси. Например, овој агент може да запишува податоци во една датабаза, да генерира некакви фајлови или пак да прати мејл и така натаму. Овие се особено корисни за автоматизација на повторувачки процеси кои бараат одредено ниво на логика и координација. Третиот тип на агенти се автономните агенти. Овие се најнапредни агенти. Тие може да функционираат со минимална човечка интеракција. Способни се да донесуваат одлуки, да се прилагодуваат на променливи услови и дури да учат од искуството. Автономните агенти често се користат за напредни AI техники како машинско учење, разбирање на природен јазик или алгоритми за планирање. Пример се автономните возила или интелигентни организатори на одредени синџири на снабдување или пак виртуелни асистенти кои што можат да разговараат со луѓето. AI агентите се дефинитивно следниот чекор во еволуцијата на вештачката интелигенција. Во Семос Едукација нудиме голем број на обуки, официјални курсеви, кои ќе ви помогнат да се стекнете со основни и напредни вештини за работа со агенти и генерално со вештачката интелигенција. На крајот ви посакувам среќни, новогодишни и божикни празници. Секое добро, пред се среќа, здравје и доволно пари. Довидување до идната година. Со најава дека Трилинг не паузира. Се гледаме на 2 јануари.